Почитувани, добро вечер. Нова епизода од серијалот ВМРО ДПМН зборува со вашиот градоначалник. Имаме многу епизоди, многу работа, бидејќи ние работиме во интерес на граѓаните. Вечерва ќе разговараме за проектите реализирани во општина Илинден. На моје огромно задоволство разговарам со градоначалникот на општина Илинден, Александар Јоргиевски. Добро вечер, добро ве најдов. Добро вечер и ви благодарам за поканата. Благодарам за можноста. Како што и претходно разговаравме, го имате гледано подкастот, знаете зашто разговараме, така да јас би почнал од кога наследите општината, со што се соочивте, како било претходно, добро, лошо, позитивно, така да можете да почнеме со тој концепт. Така, ви благодарам за прашањето. Да почнеме од самиот почеток. Уште пред 3,5 години кога ја преземав да раководам со општината Илинден, фактот дека ситуацијата што ја затекнавме во општината беше, да речеме, општината имаше поголеми обврски, неколку милиони евра, кои што требаше да се исплатат кон компании, кон фирми. И така да, ако гледаме тој аспект, самиот старт на работата на нашиот мандат беше потежок од нашите очекувања нормално, но морам да кажам дека и покрај ситуацијата што ја затекнавме и покрај препреките што ги затекнавме, особено во првите месеци од нашиот мандат, а пред се знаеме дека во првата година од нашите мандати се случи една голема економска криза, голема енергетска криза, каде што во голем дел бевме на удар ние општините, особено во делот со електричната енергија, големи фактури стигаа за јавното осветлување. Тие што имаме јавни предпријатија, директно што управуваме со јавните предпријатии, како бевме на удар. Нашето јавно комунално предпријатие Водовод во Илинден само за неколку месеци направи долг по однос на исплата на електрична енергија од средства кои што тие во цела година не можат да ги обезбедат, колку што за неколку месеци ми стигнаа фактури за електрична енергија. Во една таква ситуација, во една такво обкружување, за овие 3,5 години покажавме и докажавме дека можеме да се носиме и со тешки ситуации, и со такви препреки, и пак да продуцираме проекти, пак да реализираме големи дела како за граѓаните, така и за целата општина. Ги спомнавте и проектите. Јас би ве прашал кои се вашите приоритети што ги ветувавте пред граѓаните пред 3,5 години, кои што сега веќе се реалност и би биле најголема, да речеме, најголем предизвик да ги решите за граѓаните? Видете, општина Илинден како општина е општина од рурален карактер, иако ние забрзано се урбанизираме и се повеќе и повеќе наличуваме на една убава и модерна и урбанизирана општина. Но сепак тоа изискува многу вложување во изградба на инфраструктурата. Така да и уште во нашата програма беше акцентирано и најголемиот акцент беше поставен на изградбата на комуналната инфраструктура. Кога зборам за комуналната инфраструктура, сакам да потенцирам неколку аспекти. Тоа е патната инфраструктура, реконструкција и изградба на улици и патишта. Вториот сегмент е изградбата на фекална канализација, канализациони системи. Третиот дел е водоводот, модернизација на водоводот, изградба на водоводни системи и промена на дотраените мрежи за водоводната канализација, но исто така, освен овие два крупни проекти или два крупни области кои што работевме како општина сите овие години, посветивме подеднакво влијание на сите други области. Особено вложувавме во спортската инфраструктура и реконструкција на спортски терени, изградба на спортски терени, игралишта, урбаната опрема, изградба на детски паркови, катчиња, урбани паркови, ставен акцент на образованието и детската заштита. Таму исто така имавме многу проекти, отворивме комплетно ново училиште, основно, каде што за прв пат воведовме целодневен престој за нашите ученици од прво до трето одделение. За прв пат се отвори сензорна соба во тоа училиште, комплетно се опреми, така да е крупен проект кој што кога го затекнавме беше во почеток и не беа оставени доволно средства, моравме да се снаоѓаме но сепак во брзо време, во релативно брзо време го финализиравме и го ставивме во употреба. Во делот исто така на да кажеме на спортската инфраструктура ќе се задржам, имавме многу проекти. Изградивме во минатото комплетно нов центар спортски рекреативен со специјална тартан подлога со атлетска патека околу него. Значи игралиштето е мултифункционално што го изградивме, каде што може да се играат ракомет, фудбал, кошарка, одбојка и други спортови, атлетска патека како што кажав во должина од 200 метри, каде што исто така ставивме во употреба на нашите спортисти локални, но и други, нели.
Исто така изградена и трибина во тој простор, така да е цел комплекс спортски беше изграден. Исто така во делот на спортската инфраструктура, на пример, бе изградени и реконструирани речиси сите игралишта во сите населени места каде што имаше потреба, нели, од тоа, со комплетни нови подлоги, со промена на огради, мрежи, голови, кошеви и така натаму, значи целата таа опрема. Во делот, еве, ако ставиме акцент на урбаната опрема, изградени се речиси во сите населени места детски паркови, а годинава и во тие населени места кај што не били реконструирани или изградени, исто така ќе ги изградиме. Така да многу се вложуваше. Во делот на детската заштита ќе спомнам дека изградивме во детската градинка, тотално изградивме нов дел на детската градинка каде што се сместени најмалите, односно јаслите. Исто така го променивме целосно кровот на детската градинка. Во делот на образованието исто така морам да напоменам дека целосно го реконструиравме кровот на основното училиште Ристо Крле. Уредени се дворовите во сите основни училишта, во Бунарџик, во Мралино, еве сега го уредивме исто така партерно дворот. Се работи на доградба на школото во Текија. Во Миладиновци исто така имавме реконструкции. Така да се работи на сите страни. Во делот на образованието ќе ставам уште еден проект, тоа е изградба на фотоволтаични панели на средното училиште. Исто таму сега веќе промовираме, набавивме комплетна нова роботска рака, нов како се викаше, лифт за лица со посебни потреби е изграден и така натаму. Така да многу вложување, многу опрема. Во делот на образованието ветивме еден проект кој што го реализираме тековно, тоа е летен камп за најуспешните ученици. Секоја година најуспешните 50 ученици од нашите основни училишта ги праќаме во јуни месец на летен камп, се комплет платено од општината во едно од нашите туристички центри, најчесто е во Охрид, нели? Така да тоа е во делот на образованието. Тука кога ќе разговараме за другите области, сакам да ставам акцент исто кај здравството. Едно од клучните ветување, иако не е надлежност на општината, беше реконструкција или изградба на нов здравствен дом во Илинден, затоа што амбулантата беше во крајна лоша состојба. Таму комплетно се сруши старата амбуланта, на нејзино место веќе е изграден комплетно нов здравствен дом, кој што е во завршна фаза и очекуваме во наредниот месец да биде финализиран. Се стави акцент исто така, кога збориме за спортската инфраструктура, заборавив да кажам дека работиме на комплетна изградба и на мини стадион во населба Илинден. Централното игралиште во населено место Илинден е комплетно реновирано со нова специјална вештачка подлога. Така да и таму е во завршна фаза, а во наредниот период ќе изградиме и трибина и ново партерно уредување. Доека во делот на улици и патишта и фекална канализација многу проекти се. Многу колучни сообраќајници, изграден на влезот на општина Илинден на нов кружен тек, кој што на средина имаме ставено на јарбол од над 20 метри, македонско знаме и нова една убава светлечка реклама, нели, со Илинден, така да дававме препознатлив белег на населеното место. Но исто така работиме активно и на реконструкција на главни сообраќајници, оние сообраќајници кои што ни беа ветени во програмата, сите се реализирани и плюс на тоа нови се изградени и во моментов се градат. Така да, еве, можам да кажам една бројка што извадив пред некое време, дека за овие 3-3,5 години негде асфалтирани се над 20 километри патишта, или во квадратура тоа би било околу над 90.000 квадрати асфалтни патишта, плюс на тоа ако се додаде многу санации на патишта, у смисла на тампонирање и така натаму санирање на самите улици и патишта, ќе дојдеме до бројка од над негде 150.000 квадрати санација на патишта или во должина над 35-40 километри и плюс на тоа околу 10 километри пешачки патеки и тротоари. Така да најголем акцент е ставен таму, но не значи дека и на другите области не се работеше. Фекалната канализација можеби е најневидлива, но таму и текако, например, имаме вложено, например, во фекални канализациони системи изградени се над 25 километри фекална канализација во должина. Пуштени се 2 нови пречистителни станици овој период. Што на колектори, што секундарна линија, што преклучоци се изградени. Така да
И таму имаме стајано голем акцент. Негде околу 7-8 километри нови водоводни линии, проширување на водоводниот систем и реконструкција на дотрајани цевки. Така да еве вака влезно овие би ги акцентирал како многу битни проекти, но има многу други проекти кои што ако имаме време ќе ги разговараме. Јас сакав, кажавте проекти кои што би требало да се завршат во следниот период. Мене и така ми доаѓа и следното прашање, бидејќи до новите локални избори има уште неколку месеци, што може жителите на Илинден да очекуваат завршено до крајот на оваа година? Така, до крајот на оваа година, како што кажав, здравствениот дом е веќе во завршна фаза и очекувам дури може и во текот на овој месец, до крајот на месецот или почеток на идниот да биде според мај или почетокот на јуни да биде ставен веќе во функција, односно даден на употреба на Министерството за здравство, поточно здравствениот дом Скопје, затоа што таму обврската на општината е да го изгради домот и да го предаде. Така обврска сами си земавме и така да тоа е веќе во завршна фаза, дури партерното уредување е готово, асфалтирано е, веќе се бележат и паркинг местата, така да таму сме во една завршна фаза и очекувам тоа да биде завршено и ставено во функција наредниот месец дена. Исто така стадионот кој што беше реконструкцијата на главниот терен во Илинден е во завршна фаза и тоа очекувам во текот на мај да биде целосно завршен и предаден во употреба, значи како проект. Се работат два терени помали за мал фудбал и едниот е во рамките на основното училиште Ристо Крли, тој очекувам во текот на месец мај да биде завршен мултифункционален терен на бетонска подлога за потребите на учениците во основното училиште во Ристо Крле. Исто така се почна да се работи комплетна реконструкција на спортскиот терен во рамки на основното училиште Гоце Делчев во Илинден и таму очекуваме наредниот месец дена комплетно да го завршиме тој спортски терен и тој да го ставиме во функција. Веќе во тек се неколку реконструкции на улици, например се очекува до наредниот период да се асфалтира улицата 19 во Јака. Улицата 8 во Илинден денес се става асфалт прв слој на третата фаза. Очекуваме последната фаза во месец мај да ја завршиме и со тоа да ја завршиме комплет улица 8, изградба на целосно нова улица во должина од над 1 километар со нова пешачка патека. Исто така наредниот период ќе се работи, треба да почнеме во текот на месец мај со комплетна реконструкција на патната делница од селото Бујковци до селото Мршевци. Тоа е над 1 километар и тоа ќе биде завршено до летоска. Исто така започнуваме со изградба на втора фаза на фекалната канализација во Кадино и таму очекуваме да почнеме сега овие денови и тоа ќе трае наредниот период, најверојатно до крајот на годината и таму ќе бидеме завршени со втората фаза од фекалната канализација. Се очекува завршување на проектот фекални колектори местноста Плац во Илинден. Тој проект би требало да заврши до јули месец, комплет со примарната мрежа и секундарните линии ќе останат само приклучоци после тоа што нашето јавно комунално претпријатие ќе треба да ги изведува идниот период. Така да ме очекува доста проекти. Изградба и на детски катчиња периодов пуштивме и во Мралино и во Илинден, ќе треба да се гради детско катчиње во Бунарџик. Понатаму ќе имаме ставање во урбана опрема и разубавување на делот околу Бучинското езеро, некој катчи таму ќе биде изградено за релаксација на граѓаните. Почнуваме со една офанзива исто градежна за асфалтирање на помали улици и патишта. Значи, исто така периодов ќе треба да започне реконструкција на улицата 15 во Илинден, но ќе почнат многу локални патишта и улици во поголема должина од неколку километри во речиси сите населени места. Ќе има една градежна офанзива која што ќе трае текот на пролета и целото лето. Јас тука би се надоврзал во однос на ги споменавте улиците, патната инфраструктура, меѓутоа и доста голем број на други проекти. Ме интересира кој е вашиот став за помошта на владата во однос на финансискиот дел кој што околу половина милиарда евра вложува во општините и до сега се направено навистина чувство дека ова е навистина огромна помош која што се вризгува во општините во еден вид на финансиска инекција. Кој е вашиот став, колку ова значи за општина Илинден? Ова е од огромно значење за општина Илинден и мислам дека не само за општина Илинден, него за сите општини во Република Македонија, затоа што ова
најпрвен предизборно ветување на ВМРО ДПМН и на премиерот Мицковски, кое што стана реалност во оваа измината година и како даде една инекција во локалната самоуправа, во локалниот економски развој. И е навистина за пофалба ваква градежна офанзива и вакви средства кои што се директно дадени на локалните самоуправи, не памтам некогаш да имало и не памтам да сме имале до сега ваква поддршка. Така да тоа е за поздравување и една голема благодарност до владата за овој проект кој што го спроведува. Општина Илинден активно партиципираше и во првиот повик и во вториот повик и сме една од ретките општини кои што први ги доставивме проектите и сите ги исполнуваме, сите критериуми од оние комуникации што ги имам. Именно за првиот повик ние аплициравме со дел проекти, ги споменав веќе, но веќе ги потенцирам. Тоа беше втората фаза од фекалната кандидатација во Кајно, кој што деновиве треба да започнеме. Таму имаме се и договор така да започнуваме. Патниот правец Бујковци, Мршевци, кој што исто така треба да го започнеме со работа периодов, исто така е случаен договор од тие средства. Изградба на улицата 19 во местноста Јака во Марино, исто така од тој повик, и изградба на мост во Јака и поврзување со улица 500 во Марино по должина од 260 метри. И тој проект е исто така истендериран, случаен договор. Имаме само некоја измена во проектот во делот на мостот, кој што се надевам дека за брзо време ќе биде надмината и таму исто ќе почнеме со изградба на нов мост и нова улица. Се надевам дека недоста до јуни месец. Така да тие беа проектите кои што ги аплициравме и ги добивме и еве почнуваат дел да се реализираат, но исто така морам да кажам дека и за овој повик спремивме апликации кои што веќе ги доставивме уште во месецот февруари и очекуваме да до денеска е последниот ден за доставување на апликации, така да штом заврши рокот, очекувам за брзо време да бидеме повикани од владата и од соодветните министерства да склучиме договори за да можеле новите проекти да ги имплементираме. И еве за јавноста би сакал да споделам и кои проекти ќе се работат од овој повик. Тука ќе работиме на доградба на основното училиште Гоце Делчев со комплетно нов дел кој што ќе брои над 10 училни и плюс друг простор. Со тоа го решаваме комплетно просторот затоа што имаме прираст на населението во населените места Илинден и Марино и антиципацијата на нови ученици за наредните години па и декади, морам да кажам, ќе биде решена. Иако, пак кажав, пред 3 години отворивме ново училиште, но со оваа доградба сега ќе направиме целодневно и сега имаме едносменско работење, но ќе имаме едносменско работење, при тоа ќе имаме простор и за ширење и за кабинетите. Значи да не ги уништуваме кабинетите, ќе имаме доволна комоција и простор основното училиште Гоце Делчев да функционира. Овој проект е над 50 милиони денари и ќе очекувам штом го потпишеме договорот до текот на мај, одма да спроведеме јавната набавка и да почне да се реализира. Исто така, како што спомнав на фудбалското игралиште во Илинден или мини стадионот, таму во завршна фаза е теренот, но ние аплициравме веќе со овие средства за изградба на трибина која што проектот е готов и аплициран за 1100 седишта има предвидено, со подтрибински простор, со кабини, со облекувални, со партерно уредување, голем број на паркинг места, оградување и така натаму, така да тој дел ќе заличи на една вистински спортски рекреативен центар, односно навистина ќе личи како еден мал стадион. Така да тој проект исто така аплициран. Аплициравме и со проект за комплетна реконструкција на патната делница од селото Делјадровци до селото Мршевци во должина од околу 1800 метри и за тоа имаме комплетен проект и мислам дека без проблем и таму ќе биде случаен договор, како и реконструкција на главната улица, односно улица 9 во Илинден, затоа што сега при крај сме со реконструкцијата на улицата 8 во Илинден, исто имаме аплицирано за комплетна реконструкција на улица 9, односно од кружниот тек во Илинден, поред општината таа улица главната што поминува завршува негде до таму кај Хал банка што се наоѓа моментално или во должина над 1 километар, така да тој проект ние аплицирани и сметам дека сите овие проекти за брзо време што ги потпишеме договорите, од текот на летото ќе стигнеме да почнеме да ги реализираме. Може ли да ни објасните и на гледачите колку важноста во однос на доколку немаше ваква помош од владата? Дали овие проекти, зборам кои што се капитални инвестиции, крупни, големи, би можеле да се решат во брз период или би требало да помине подолг временски период? Сигурно дека не. Значи ако не беше оваа помош и овие
проекти сега што ги добивме, не можевме ние да ги реализираме со сопствени средства, затоа што општините имаат ограничени ресурси, ограничени средства и дел од овие проекти ќе требаше да чекаат, но сега ве стануваат реалност и граѓаните ќе ги добијат. Мене ми е само едно жал што имавме таква среќа што новата влада се формираше лани во јуни месец некаде, односно веќе малтене 3 години беа истечени од мандатите на локалните самоуправи. За жал во тој минат период од 2021 до 2024 ни одблиску немаше ваква помош. И поранешната влада се грижеше на ваков начин, како што оваа влада се грижи за општините, без разлика општината дали е предводена од ВМРО, ДПМНЕ, СДСМ или некоја друга партија. Сега веќе можеме да разговараме за многу реализирани повеќе проекти од сето ова и веќе за некои наредни фази за да идат општините едно скалило погоре во нивниот степен на урбанизација. Но и ова е одлично, затоа што и ние како општини, повеќето наши градоначалници покажаа голема флексибилност изминатиот период, колку и да беше тешко времето. И покажавме дека и во тешки услови знаеме да работиме, а особено сега е веќе императив да се работи и голем предизвик за нас како и градоначалници и како општини. Пак ќе напоменам, пред се должи тоа на оваа огромна помош ја добиваме од владата и пред се од председателот на владата, господинот Кристијан Мицковски. Како водиме во финишот на овој наш вечерасен подкаст, јас би сакал дали може да ни издвоите, ако можете, кои се проектите со кои што вие се гордеете, што ги имате спроведено во овој мандат? Веќе ги споменав голем дел, не можам да кажам овој проект ми е побитен од некој друг. Сите проекти се битни и значени, можеби некој проект е позначен за една група граѓани, за друга група граѓани, не би сакал да ги двојам проектите дека овие се побитни за овие или оние за оние. Во секое населено место секој си е битно таа инфраструктура што се гради таму е побитна за тоа населено место, не за другото и така натаму, но морам да кажам, само да дополнам можеби од претходните проекти што не кажав, дека и помали проекти кои што ги спроведуваме се многу битни. Например, ние за прв пат воведовме во општината некои интересни субвенции, например за никогаш немаше кај нас за новороденче. Јас кога дојдов за градоначалник воведов субвенција за новороденче. Понатаму никогаш немаше субвенции за велосипеди. Јас воведов субвенции за велосипеди, веќе трета година имаме повици. Никогаш немаше во општината доделување субвенции за инвертери, клими и така натаму за заштита на животната средина. Сега имаме и такви проекти кои што и како се интересни за граѓаните. Воведовме субвенции за индивидуални спортисти, што пред тоа исто така не биле. Сега имаме таква програма каде што индивидуалните спортисти директно ги помагаме, оние млади деца кои што имаат постигнато некој успех, дали било во сениорска или младинска конкуренција, во кој било спорт, се поддржани од општината со некој грант. Исто така, од тој аспект можам да кажам некои интересни проекти кои што ги спроведовме. Зелена општина Илинден, например, ние продолживме со пошумување и озеленување, само во како на урбаниот, така и на руралниот дел, да речеме. Само вие 3 години над 100.000 садници се засадени за озеленување на целиот регион. Така да имаме многу проекти што можеме да се пофалиме. Воведовме денови на младинскиот спорт, каде што заедно во соработка со училишниот спорт најмладите на крајот на учебната година се организираат надпревари, се доделуваат пехари во фудбал, во кошарка, во ракомет, во одбојка, во други спортови индивидуални, така да и така и тој дел го потикнавме. Така да работиме на многу проекти, работиме на многу аспекти за подобрување на животот на нашите граѓани и се гордееме со тоа, затоа што пред се како локална самоуправа ни е битно ако граѓаните се задоволни и ние ќе бидеме задоволни. А сметам дека овие неколку години како многу се направи во тој сегмент и стварно е забележително и се гледа на терен нашата работа. Нормално дека тој изискува многу потрошено време, многу посветеност на тие процеси, но како да ви кажам, кога сте се зафатиле со една ваква работа, ќе ви биде и предизвик и императив да покажете резултати, затоа што на крај на денот ние пак нашиот мандат е ограничен и ние сме пак на удар на јавноста и пак треба да дадеме отчет пред нашите граѓани. Во таа насока ние и до крајот на мандатот ќе спремиме и посебен отчет, каде што за овие 4 години ќе прикажеме се што сме сработеле за овој изминат период.
Градоначалник, јас ви благодарам за вашето вечерашно гостување. Навистина доста проекти, доста проекти меѓутоа реализирани, кои што ги имате ветени, оние кои што не биле ветени, а тековно биле сработени во вашиот мандат. Ви посакувам до крајот на мандатот да имате 100% реализација во вашата општина, за што посрекни и позадоволни жители на општина Илинден. Ви благодарам уште еднаш на поканата. Јас се надевам дека и овие 6 месеци ќе покажеме многу работа и мислам дека и на крајот на мандатот уште посреќни граѓани ќе имаме како општина. Општина Илинден не запира тука, продолжуваме со нашите инвестиции и нашиот развој и стоиме пред граѓаните за се што треба и нормално пред јавноста за сите прашања кои што би можеле да ги одговориме или би можеле да како општина покажеме кооперативност и отвореност и кон медиумите, но и пред граѓаните. Благодарам уште еднаш на поканата. Благодарам. Почитувани гледачи, тоа беше се за овој вечерашен подкаст. Разговаравме со градоначалникот на општина Илинден Александар Ѓорѓевски. Навистина многу проекти, многу реализација и нови проекти кои што се очекуваат да се завршат до крајот на оваа година. Јас ви благодарам за вашето внимание и се гледаме веќе во следната емисија. Поздрав и секое добро.